Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Ги заштитуваме интересите на граѓаните и обезбедуваме стабилна енергетска иднина на државата. Парламентарното мнозинство на вчерашната собраниска седница го изгласа новиот закон за енергетика, клучен за спроведување на енергетските реформи во Република Македонија. Новото законско решение обезбедува конкурентност во енергетиката и можност граѓаните на слободен пазар да одберат од кој снабдувач ќе се снабдуваат со енергенси. Се враќа од земеното основно човеково право, правото на избор. Отворањето на пазарот ќе значи можност за избор, а со тоа и поконкурентни цени. Дополнително, создаваме услови цената на струјата да не се зголеми со примените на одредбите од овој закон. Низ годините наназад, владата на ВМРО-ДПМНЕ со серија погрешни чекори ја покачи за цели 100% цената на струјата и ја укина ефтината тарифа. СДСМ и мнозинството кое што го предводи создаде услови и ја вративме ефтината тарифа на струјата, а сега создаваме услови да не се зголеми цената на струјата. Тоа е трајна придобивка на граѓаните и значи повеќе пари кај нив. Со подзаконските акти конечно ќе го решиме и долгогодишниот проблем на граѓаните кои се исклучени од парно, а се уште мораат да го плаќаат. За оние кои нема да се одлучат да излезат на пазарот на јавен тендер, ќе се избере универзален снабдувач, кој ќе има договор од 5 години. Регулирано ќе биде само користењето на инфраструктурата, гасоводите, далеководите и дистрибутивната мрежа. Со овој закон се елиминира и конфликтот на интереси, како и заканата од санкции на земјава заради неспроведување на третиот енергетски пакет од европската легислатива. Само за подсетување, на Република Македонија и се закануваа санкции од Советот на министри за санкции, бидејќи поранешната влада не го испочитува рокот до почетокот на 2015 година да го имплементира третиот енергетски пакет, односно да го либерализира пазарот. Со усвојувањето на овој закон елиминирани се двете тужби, што беа поднесени против Република Македонија, поради непочитување на обврските од договорот за воспоставување на енергетска заедница. Законот обезбедува и отворање на циклус инвестиции во енергетиката, која што значи иднина за сите. Овој закон е резултат на европското искуство во енергетиката. Усогласен е со енергетската заедница и со европските директиви од областа на енергетиката. СДСМ ги остварува ветените мерки, кои што значат повеќе пари кај граѓаните, економски раст и развој, напредок и приближување до стандардите на Европската унија. Ви благодарам. Благодарам на прашањето. Значи, ако зборуваме за либерализација на пазарот, ако зборуваме дека ќе има повеќе понуди кон граѓаните, ќе имаат можност за избор од областа од кој снабдувач ќе се снабдуваат со енергенси, тоа нормално значи кога го отвараме пазарот, кога го разбиваме монополот, значи и поевтина струја за граѓаните. Ако добро ви го разбрав прашањето. Благодарам на прашањето. Не можеме да предвидиме колку би била поевтина струјата, затоа што станува збор за пазар. Колку повеќе понудувачи имаме на пазарот на струја, значи дека толку поевтина би бил и енергенсот. Добро ви е прашањето, но јас не можам да го предвидам, пошто нафтата е, знаеме сите, берзански производ. Согласно движењето на нафтата на берзата, така и ние мораме во нашата држава да се адаптираме на цената на овој енергенс. Информација зашто се потрошени дополнителните пари кои што се собраа од поголемата акциза, зашто требаше да биде наменета за екологија. Бидејќи поминаа веќе 6 месеци од како е
Не ги влезени во буџетот, на што се потрошени. Така. Те инициативи Добро ви е прашањето, но молам за трпение за тоа што мислам дека 6 месеци од зголемувањето на цената на акцизата на нафтата не се доволен период за да акумулираме доволно средства и да бараме очот за што се потрошени. Ако сме ветеле дека истите тие заштеди би ги потрошили во областа на екологијата, верувајте дека таму би ги... Но барам трпение да се стрпиме уште малце и ќе видите резултати од покачувањето на акцизата, кое што е согласно европските регулативи. Ви благодарам.